Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи. Ве поздравуваме од комплексот Етно село Тимчевски и се подготвуваме за еден многу вкусен десерт, брз, посен, ефтин, се вика зебра. Тоа е, значи, рецепт кој знае колку години наназад веќе. Од баби, од прабаби, сите го правеле. А да ви кажам, не треба никаква посебна подготовка, ниту ви треба миксер, ниту ви треба џолчки, белки, ни путери, ни ништо. Толку е вкусен. Вистинска ужинка за децата, за вас добар десерт со чај, со кафе, со лав муабет, со пријателки, со комшивки и ете така ќе си бидне колачот. За овој колач вас ќе ви биде потребно. Значи, 2 чаши, ќе си одберете една чаша за вода од 200 мл и со таа се ќе мерите. Значи имаме 2 чаши минерална кисела газирана вода, нели, или во меѓу народот познат кисела вода. Една чаша масло за јадење, една иста таква чаша шекер, 4 чаши имаме брашно, едно пакетче прашок за печиво, една ванила, 4 лажици какао, една кора од портокал и еден цеден сок од портокал. И јас подготвив 2 вакви мали тавчиња од 24, затоа што двете ќе се наполнат, или ако имате голем блек или калап голем, пошто ова е издашно, има многу. И значи, како се прави? Така, многу брзо и многу едноставно. Прво ја ставаме киселата вода во садот. Ете така. Маслото ќе го ставиме тука, но претходно всушност ќе го ставам шекерот кај киселата вода. Ете така и ќе мешам да се растопи. Тука ќе го ставам и ванилиниот шекер. И прашокот за печиво. Значи да стане, ќе добиеме една матна, така густа течност. Мора да се растопи шекерот. И ќе го ставам прашокот за печиво после. И секако и сокот од портокал. Значи, овој колач зебра ќе ви мириса на портокал. Еве го, веќе скоро се растопува. Уште малку ќе мешам. Ќе го додадам и од кората рендана од портокал. Така. И пак си мешам. Ќе го додадам и прашокот за печиво сега. И онда се раствори во киселата вода. Сега го додавам маслото. Овие да не ми пречат. Настрана ќе ги оставам. Така. Одлично. Еве си се раствори и пецивото. И сега го додавам брашното. Сега промешувам. Значи да направам една густа смеса. Каша.
Еве, полека со мешање и брашното ќе се растопи. Таман и ова да го ставам. Ето така. И ете, тоа е тестото. Толку е тестото, а ќе ви кажам зошто ми треба какаото, затоа што ова приготвено тесто ќе го поделам на 2 дела. Ако, например, брашното, забележите, еве како сега, дека е тоа многу густо, можеме да си капнеме уште малку вода. Може и обична вода. Секогаш имајте резерва, затоа што не знаеме брашното колку течност ќе земе. Сега ќе ставам малку водичка. Така, доволно е. Значи едно филџанче мало. Може да ја употребам и ова лажица. Маталка. Ако немате портокал, можете кора од лимон и сок од лимон да ставите. Мислам дека е добро. Ете така. Малку да забришам. Добро. Сега ќе го поделам тестото на 2 дела. Оставам тука половината. Не мора да е идеално, сега не знаеме точно колку е, нели, половина. Така. И во едното тесто ќе го ставам какаото. Ќе земам другата лажица, да не ги помешам лажиците, оти треба едното тесто да е бело, а едното да е кафено. И тука исто можам да капнам малку водичка, да не биде толку многу густо, туку како за масна торта, така. Ете, мислам дека е ова доволно така. Ајде сега и ова да видам, и ова е супер. Ете така. Овдека што има малку брашненце останато, да го извадам. Така. Еве ги двете теста. Сега си ја зимам едната тава и ја намастувам со масло, каде што имаме и хартија за печење.
ја намастувам убаво целата површина. Значи да не ми се залепи никаде. И сега ќе си земам утлача. Така. Портокал со какао. И еве сега што правиме. Земаме една лажичка од белото тесто и ставаме на средина. Земам од кафеавото тесто. Од прилика, нели? Точно во средината ставаме. Така. Сега повторно земам бело тесто. Па земам од кафеното, се додека не ја наполнам тепсијата. Во центарот, каде што е кафеното, таму се истура белото. А потоа во центарот на белото го ставаме кафеното. И се така додека не го потрошиме тестото или додека не ја наполниме тепсијата. Мислам дека уште по една лажица и доволно е за оваа тепсија. Другото што ќе остане, другата ќе ја наполнам. Така. Ево уште малку тука кафено ќе ставиме. И тоа е тоа. Еве, драги гледачи, како изгледа пред да ја ставиме да се пече. Тоа е, значи, зебра колачот. Ке го печам прво на 200 степени, а потоа кога ќе почне да фаќа кора, на 180 степени. Значи да ви биде врела рерната и одма да го ставите за да не се помеша кафеното со белото. Одам во кујната, вие чекајте ме да пробаме, потоа ќе ја наросиме со прав шекер. Како убаво изгледа нашиот колач зебра. Погледнете. Па и колку убави машнички Силвана од кујната овдека со прав шекер ни стави. И реков да не ја нароси. Да не ја нароси со прав шекер за да се гледа како е шарена. Значи, време е сега за десерт. Како е можно да биде толку вкусна и убава? Ни путер, ни јајце, ни млеко, ништо. Значи, вистинско уживање со вкусот на портокалот, и кората, и сокот. Прекрасно нешто. Направете го овој колач зебра и уживајте во вкусот. А иначе, овој колач една недела може да ви седи и на собна температура и ништо нема. Дури утре може да биде и подобар. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата.
Ве оставам во добро здравје да уживате и вие и ние во вкусот на овој десерт. И за крај да ви кажам дека многумина од луѓето трошат пари кои што не ги заработиле за да купат нешто да ги импресионираат луѓето кои што не ги сакаат. Тоа е многу интересна тема, баш за разговор, за размислување. Размислете добро и вие. Ако некогаш сте се нашле во таква ситуација, престанете да го правите тоа. На здравје до следната емисија.